Здраво! Добре дојде на новата епизода на мојот подкаст. Во оваа епизода ќе зборувам за минимализмот и неговото влијание врз менталното здравје. Минимализмот е начин на живот кој во последниве неколку години расте во однос на популарноста. Тоа не е нешто што е ново, но сметам дека зголемената употреба на интернетот го донесе да биде многу популарно и да помогне во секојдневното живење кај многумина. Тоа е една идеја да се живее само со најважните работи, како ние би можеле да се ослободиме од вишокот кој го имаме, а тоа да не е само имот, туку да бидат и обврски и секако сите оние работи кои што ни прават односно кои што ни го одвлекуваат вниманието. Во денешниот свет, кој што постојано се движи, кој што е преполн со работи кои што го одвлекуваат вниманието, минимализмот нуди можност да може да живееме поедноставно, да ги поедноставиме нашите животи и да се фокусираме на оно кое што ни е навистина важно. Значи, минимализмот може да го подобри нашето здравје, меѓутоа, на кој начин би можело да видиме како тој ни помага. Прво, минимализмот може да го намали стресот, меѓутоа не само што ќе го намали стресот, туку ќе ја намали и анксиозноста. Кога имаме премногу работа или премногу обврски, премногу работни задачи, може да се чувствуваме преплавени и самата таа преплавеност да ни предизвикува чувство на вознемиреност, стрес или анксиозност. Кога бираме во нашиот живот, што е оно кое што ќе сакаме да го примиме и што е оно кое што ќе сакаме да го исфрлиме, меѓутоа тоа кога го правиме свесно, можеме да си го намалиме и свесно количеството на стрес кое што ние го доживуваме во нашиот ден или живот. Второ, минимализмот може да го зголеми нашето чувство за контрола. Кога ни се случуваат премногу работи, може да се чувствуваме како животот да ни се случува нам, и како да ние немаме контрола и немаме можност да бираме, но кога намерно бираме што ќе дозволиме во нашиот живот, повторно го враќаме на чувство на контрола и ова може да ни помогне да се чувствуваме многу помоќни и секако многу поодговорни за нашите сопствени животи. Трето, минимализмот може да ги подобри нашите односи. Кога имаме помалку одлекување на вниманието, кога имаме помалку односи, имаме повеќе време и енергија да инвестираме во оние односи кои што навистина ни се многу важни. Можеме да бидеме многу поприсутни со нашите сакани и да развиеме подлабоки и позначајни врски. То велат истражувањата на оваа тема. Постојат многубројни истражувања кои што се правени од психолози во однос на минимализмот, минималистичкиот начин на живење и како истиот влијае врз нашата добросостојба. Една студија пронашла дека луѓето кои што имаат поголемо ниво на материјализам, што во суштина е обратно од минимализам, споделиле дека имаат многу пониско ниво на добросостојба и многу повисоко ниво на психолошки дистрес. Ова е можеби еден многу убав показател како материјалниот посет кој што го имаме може да ни го детерминира нашето ментално здравје. Едно друго истражување кое што пронашло дека 91% од оние кои што биле во самото истражување, споделиле дека чувствуваат многу поголема контрола врз нивниот живот кога живеат, кога ќе го исфрлат нередот кој што ќе го имаат, односно кога ќе направат една чистка на работите. А 75% пак изјавиле дека се чувствуваат многу порелаксирано со помалку посет, односно со помалку работи кои што ги имаат. Понатаму има многу други истражувања кои што одат кон тоа дека луѓето кои што трошат пари на поскапи работи наместо на многу побројни, да кажам, посесии кои што ги имаат, исто така споделуваат многу повисоко ниво на среќа и добросостојба и позитивни емоции општо за животот. Додека повеќето луѓе кои што живеат минималистички исто така споделуваат дека се многу посреќни, односно дека се многу среќни во животот. Сега нормално дека не секогаш значи ако сме минималисти дека ќе имаме повисок степен на среќа, но јас секогаш сакам да споделам дека луѓето кои што имаат се и кои што можат да имаат се, најчесто се многу несреќни, односно многу почесто имаат депресија, онаму каде што
Луѓето може да имаат се, отколку во оние земји кои што се во развој, кај што и не може да имаат се, односно каде што се трудат да ги имаат повеќе, односно да ги стекнат, сами работете. Меѓутоа, мислам дека овие неколку истражувања се доволен показател дека минимализмот дефинитивно ни помага во менталното здравје, а јас би рекла дека оно што најмногу ни помага е затоа што ни го заштедува нашето време, направи многу попродуктивни и ни помага многу побрзо да носиме одлуки. Значи, кога имаме многу посет, кога имаме многу работи, ние имаме во текот на денот и многу одлуки кои што ќе мора да ги донесеме. Значи, што со тоа, што таму. Дефинитивно, сетете се дека понекогаш можеби, ако ништо друго, понекогаш можеби и во сон сонувате како чистите, како расчистувате, или сетете се на последниот пат кога сте расчистувале домот. Колку убаво сте се чувствувале откако нештото ќе го исчистите. Колку пријатно се чувствувате кога ќе го отворите плакарот и кога сите облеки се подредени, кога секој посет кој што го имате си има собствено место. Исто така и со менталното здравје, но јас морам да нагласам дека ние не можеме да се одделиме од океанот, ние сме сакале или некеле во океанот, односно ние не можеме да се одделиме од околината, што значи дека ако сме риба во океанот, нели, даваме на метафора да само ви долувам дека ние не можеме да се одделиме од нашето обкружување. И не можеме да живееме во хаос надвор, а да сме во мир внатре. Многу често ќе слушнете добросостојбата се гледа, таа внатре се гледа и однадвор. Значи, среденоста човек што ја чувствува, кога човек се чувствува средено, едноставно тоа блеска и се гледа надвор. Тоа не значи дека таа жена или личност ќе биде облечена во вакви или такви парчиња, меѓутоа ќе биде средена, ќе биде во склад со себе, ќе биде автентична. Едноставно ќе има некоја посебно зрачење и посебна енергија која што ќе ја шири. И верувам дека ова е нешто кое што и вие сте го забележале и кај вас. Многу убава идеја е хиге, односно тоа е еден дански начин на живење каде што споделува да живе минимално, меѓутоа во тоа минимално секогаш носи работи кои што ти носат мир, спокој, љубов и задоволство. Јас ова секогаш го предлагам на клиентите да бидат свесни дека минималното живење не значи да имате еден нож и една вилјушка, туку да имате работи кои што само ви се неопходни, при тоа кога купувате, односно кога земате во вашиот живот работи за задоволство, да бидете свесни да тоа навистина бидат работи кои што ви носат мир. Например, тоа може да бидат убави свеќи, тоа може да бидат миризливи стапчиња, тоа може да бидат меки перничиња, кебиња, тоа може да биде цвеќе кое што ќе ви го разубавува денот и не секогаш нужно мора да биде купено и материјално. Па така, кога размислувате на минимализам, би ви рекла да прво почнете од тоа што ќе направите, нема веќе да чувате вишок, односно ќе размислите што е нешто ви носи радост, а што е нешто не ви носи радост, меѓутоа, што е нешто ви е потребно, а што е оно што навистина не ви е потребно. Минимализмот е нешто кое што не може преку ноќ да се случи и не е нормално преку ноќ вие да ги сврлите сите работи кои што не ги користите. Но како би можело да ова се направи? Јас би ве повикала на една кратка вежба, а тоа е замислете дека се селите, да речеме се случува некоја непогода, ви јавуваат дека има потреба да се иселите од вашиот дом и што е оно што ќе си го понесете со себе, меѓутоа еве замислете дека имате добри 3-4 часа да се подготвите. Значи не зборуваме за оние, нели, парите, телефонот за да се спасиме војна, туку еве имате 4 часа да се спакувате, да одите на друго место и понесете си се што ви е неопходно. Ако ја направите оваа вежба 10 минути и си напишете што е тоа што е неопходно, ќе видите дека многу работи имате дома кои што не се неопходни. Или можеби имате многу, искинати крпи кои што не ги користите, кои што може да се заменат за 3 квалитетни и убави. Можеби имате многу пара пантолони кои што ви се тесни, мали, скинати, излитени и не ги носите. Секој ден може да си почнете од некаде како би почнале малку повеќе да го чистите вишокот и се надевам дека тој вишок ќе ви стане дел од животот, да не чувате само вишок во материјалните работи, меѓутоа да не чувате вишок и внатре во вас. Тоа може да биде да не чувате ни вишок храна во фрижидерот, да не чувате работи кои што се за не дај Боже и така натаму, затоа што едноставно кога влегуваме во тој мајндсет, нашиот мозок почнува да размислува многу поанксиозно.
Нешто што може да се случи после одреден период на минималистичко живење е да си го промените стандардот, односно да веќе не купувате работи кои што се многу ефтини, неквалитетни, работи кои што не се потребни, туку напротив да почнете да вложувате во едно и вредно и да почнете да чувствувате многу поголем мир и спокој. Односно, она што Мари Кондо е многу позната во начинот на средување и така натаму, и многу е познат тој нејзин дел, што е она што ти носи радост, што е она што ти треба. Значи, повторно, да примате работи само кои што ви носат радост и нормално некој што некогаш мора да имаме некои работи, можеби не ни носат радост, меѓутоа мора да ги имаме затоа што ни се неопходни. Постои мит во однос на минимализмот дека ние треба да се лишиме и да живееме со што е можно помалку работи, буквално да се депривираме. Ова не е точно. Минимализмот е всушност само намерно да бираме што е што ќе го примиме во нашиот живот и да се фокусираме точно на оно што нас ни треба. Значи, не е само живење со помалку, туку живење со оно кое што на вистина нам ни е потребно. И затоа, доколку не се познавате добро себе си, доколку немате добра анализа и не сте во склад со вашето автентично живење, на автентичен начин на кој што живеете во овој момент тука и сега, бидејќи ние во текот на животот, во текот на неколку месеци постојано се менуваме и потребите не се менуваат, тогаш да почнете да живеете минимално, можеби би ви било потешко. И јас би предложила да прво бидете во склад со себе, да видите точно што е што ви е потребно, а потоа да проверите кои работи може да ги сврлите, а кои работи може свесно и намерно да ги примите. Исто така, нешто друго кое што минимализмот го носи како еден мит, е тоа дека само луѓето кои што имаат повисоки примања, односно кои што имаат некоја независност финансиска, може да го направат. Точно е дека финансиите даваат многу привилегии во однос на минимализмот, но не е точно дека само тоа е предуслов да се живее вака. Напротив, минимализмот дури може многу да ни заштеди и баш да не донесе до тоа да имаме многу поголема финансиска независност, затоа што ќе дадеме приоритет на оно што ни е важно. Исто така, минимализмот не е мит е тоа дека во минимализмот си треба да е организирано, да е минимално, да е перфектно и така натаму. Прво, перфектно не постои. И не заборавајте дека минимализмот е едно патување, а не е дестинација, затоа што постојано ќе имате работи кои што ги пуштате, кои што не ви требаат повеќе и постојано ќе има работи кои што ќе ги повикувате и ќе ви се потребни. Значи, позитивниот импакт на нашето ментално здраве, намалувањето на стресот, на анксиозноста, зголемувањето на чувство на контрола, на оно што е во наша контрола, како и подобрување на нашите релации со другите, е нешто кое што е сосем доволно како би ме мотивирало да почнете да размислувате во насока како може да си го поедноставите животот. Порано луѓето живееле минималистички, порано луѓето немале толку многу посесии. Мислам дека многу често споделувам дека колку поголем избор имаме, толку ни е потешко да го направиме вистинскиот избор. И затоа некако се зголемува и таа неодлучност, и затоа толку луѓето имаат проблем за да најдат што е оно што им треба, што е оно што го сакаат, што секако носи и позитивна страна, затоа што има поголем избор. Но самото тоа што ќе се намали изборот на некои работи, самото тоа што ќе си донесете некои ваши правила и што ќе сврлите многу работи што не ви се реално потребни, вие ќе си донесете и многу полесен начин да носите одлуки, побрзи одлуки во животот. Ова може да биде дури минимализам и во однос не само на обкружувањето и на тоа што е во поседувањето, туку може да биде минимализам во однос на личностите со кои што поминувате време. Ако знаете дека ние сме просекот од, да речам, најблиските 5 личности со кои што претежно го поминуваме времето, тогаш многу по-свесно, многу по-присутно и многу повнимателно ќе ги бирате токму овие најблиски личности. Ако знаете дека доколку имате помалку контакти, може многу повеќе да се вложите во тие контакти, може многу повеќе да дадете на тие личности, верувам дека исто така ќе размислите и ќе видите на која личност ќе дадете приоритет. Кои личности се тие кои што навистина ви се значајни и важни?
Од друга страна, минимализмот може да биде во однос и на навиките, што е што ќе го користите, што е што ќе го јадете, што е што ќе го пиете. Затоа што доколку вие си имате одредени ограничувања, ова и ова не го јадам, ова и ова не го пијам, од тогаш до тогаш и така натаму, тоа исто така може многу да ви помогне во цел процес на било каква трансформација. Например, ако имате наизменично постоење, после 8 часот јас не јадам, до следниот ден до, 11-12, многу ќе ви биде полесно и многу ќе бидете подисциплинирани, поорганизирани, затоа што имате некое правило на кое што сте доследни. Исто така, многу е пожелно да си правите тргање на неродот што го имате во телефонот, што го имате во сликите, што го имате на некои места каде што можеби не сте свесни дека постои. Тоа може да биде во дигиталниот планер, доколку го имате. И сега, ако се интересирате да почнете да живеете минималистички, ова се некои препораки кои што би можела да ви ги дадам како да почнете. Првата и можеби најважна препорака е да си го дефинирате вашето зошто. Значи, пред да почнете да го средувате, да го олеснувате, да правите поедноставен вашиот живот и секојдневие, многу е важно да знаете зошто сте почнале со тоа. Што е што може да ве мотивира да го направите ова? Дали е за да си го намалите стресот и анксиозноста, дали е за да заштедите пари или пак за да можете да живеете многу посвесно. Дефинирате си го вашето зошто и потоа многу полесно ќе може да се мотивирате, затоа што секогаш кога ќе се запрашате зошто јас го започнав ова, ќе имате многу добра позадина и многу добар мотив да продолжите. Морам да признам дека е многу заводлив светот со многу избор и затоа и многу е тешко да се остане минималист, односно да се има само оно што навистина ви е потребно и кое што го сакате. И секако, минимализмот има скалила. Не мора да одите во некој екстрем па да имате гардеробер само со минималистичка облека. Вие може да имате некое место каде што сте многу. Ако сакате мода, вие може да имате многу. Но бидете внимателни да тоа биде нешто кое што го користите, а не да биде само место каде што вашите финанси и вашиот стрес се одлева, туку да биде нешто кое што е во склад со ваша автентичност. Ако сакате многу свеќи, имајте многу свеќи, но сите тие да ви носат радост, да ви носат некаков бенефит дома. Исто така, втората препорака е да почнете малку по малку. Значи не може да станете одеднаш преку ног, зашто тука може да се случи по еден друг момент да најдеш каде ми е ова, а сега зошто го фрлив ова, ова ми требаше или не ми требаше. Значи дајте се еден да речам 6 месеци време, може би 1 година време да размислите што навистина ви е потребно, а што не ви е потребно. Најмалку 3 месеци би рекла дека се потребни за да може да исчистите еден хаос дома, кој што реално може би и не ви треба. И почнете од едно поле во животот. Например, може да почнете од плакарот и гардеробата. Може да почнете од дигиталните дистракции. Например, може да почнете од тоа што ќе ги избришете или ќе ги одследите сите личности кои што едноставно не ги знаете, не ве исполнуваат со позитивни чувства и така натаму, или да ги одследите сите портали кои што ви носат непријатност, или може би да се извадите од мейл листата на луѓе кои што не знам, промоции и така натаму, или луѓе кои што не ги следите, кои што не ве интересираат. Бидете свесни дека оваа чистка, ова чистење, овој минимализам не значи дека треба да биде само и само дома, туку да биде местото кое што најмногу го користите. Например, јас многу често читам ньюслетер од други луѓе и ова е нешто што еднаш месечно знам да го направам. Ова личност повеќе не ја следам, ова веќе не ми треба. Например, месецот јануари буквално го посветив на расчистување на следачи, што е што го следам, што е што го конзумирам. Зошто? Затоа што многу пати во животот се фаќам себе си како гледам во туѓиот живот, а јас не ја познавам таа личност не ме интересира, не е нешто од кое што ме инспирира, не е нешто кое што учам, не е нешто кое што ми прија и едноставно застанувам и свикам добро, можам да скролам по социјалните мрежи, буквално да вртам надолу, да гледам, да лајкувам или можам едноставно ова време да го заменам со нешто друго кое што мене ќе ми делува многу посмирувачки. Ако ништо друго, тоа да биде
да гледам нешто кое што ме смирува. Јас многу често знам да гледам видеа со чистење и мене тоа многу ме смирува. Тоа многу ме мотивира, тоа многу ми помага. Значи можеби е глупост, меѓутоа порадо би да го гледам тоа отколку да гледам во нечи живот кој што не го знам. Ова чисто ви го споделувам само како пример. И значи чекорете мали стапки. Затоа што може да се случи да исчистите нешто што многу ви е важно. Многу често знаат луѓе да фрлат некој драг спомен или има личности кои што се малку поносталгични. Чувајте си ги спомените, не мора тоа се така буквално да се расчисти, да се фрли. Затоа велам 3 месеци проверете. Го искористив, не го искористив, ми требаше, не ми требаше. Ова го правите свесно. Значи кога вашиот посет свесно го носите внатре или го носите надвор, односно се ослободувате од него, вие тогаш точно ќе може да си бидете во склад со себе си и точно ќе знаете што е што ви служи, што ви носи значење во животот и радост. Исто така, не заборавајте на дигиталните дистракции, затоа ви споделив за мейл листа, за Инстаграм, Фейсбук, за портали и така натаму, затоа што најчесто во последните години, особено ние многу часа поминуваме на телефонот. Дури многумина кои што слушаат оваа епизода, веројатно ако ја слушаат на Spotify, имаат опција да се исклучат од Spotify и да си скролаат. И многу често се случува да нешто и не слушнете и да не бидете тука присутни затоа што во моментот скролате на друго место. И затоа е многу важно да знаете што е она и каде ги поминувате тие часови. Повторно ќе повторам, ние сме обземени од нашите телефони, нашите компјутери, телевизори и така натаму. Кога веќе знаеме дека сме таму, кога веќе живееме во таков свет, затоа што е свет кој што е дигитализиран и тоа е во ред, тогаш барам тоа што го следиме да биде нешто кое што ни помага и кое што е во функција за подобро живење, а не за да си го оштетиме живењето. И затоа секогаш велам, ова е многу убаво што имаме дигитален свет, но барем да се трудиме да тежнееме кон оние позитивни бенефити кои што ни ги носи. Исто така, срцето на минимализмот е да живееме со намера, да живееме со една поголема свест и да живееме во склад со нашето срце, со нашата душа, што е нешто навистина ни е важно и приоритет во нашиот живот. И затоа се надевам дека превземувајќи ги овие чекори ќе ви помогнат да станете малку повеќе минималисти и да бидете малку повеќе во склад со вас и со вашите потреби. Ви благодарам што бевте тука и ја изслушавте до крај оваа епизода. Поздрав!